Човече, што направивме, Господе? Ајде, добро е. Така Господе, е, што направивме? Имам јас толку на никога сгрешена за он така да збори за мен. Силен интерес. Мене ме кошташе. Вете немало 10 години пример. Колку не се за нас и колку ги губиме луѓето, што мислевме дека ни се блиски. Сега сум и јас во некоја фаза кај што просто поминувам некои работи кои што претходно не сум ги поминувал. Не ти се случувале Не ми се толку често, случувале така е, и Си ја дава својата глава што се вика за нив. Пази што ќе каја само денеска. авионот сломиче ти крила. Јас си го кажав тоа како што требаше. Дали ќе биде драго што ќе го слушате и ќе го види тоа? Никола си се здебелил, Никола си ослабил. Никола си здебелил, Никола си ослабил. Тоа ништо друго. Една ружа ali така беше символична беше. Добро. Не, гледам. Ружиште беше. За Македонио, вашата омилени девојки се тука во вашата омилена неделна шоу. Дали се подготвени? Не знам дали се подготвени, ама кога ќе слушнат што се имаме вечерва, мислам дека и тоа како ќе си седнат удобно, затоа што имаме на вистина прекрасна емисија припремено заедно со вас. Добро вечер, Македонио, и од мене од прекрасното Мирор или хотел Мирор Бока ди Лупо, едно прекрасно место каде што ги снимаме сите летни емисии. Вечерва можам да кажам дека на вистина ми е многу драго затоа што ќе имаме гости, затоа што имаме гости кои што се македонска гордост, односно 2 години последователно носат прво место во Македонија и тоа од едно од најпознатите регионални музички шоуа на Балканот. Затоа нема да должам многу. Првиот наш гостин веќе ја живее таа улога на победник 1 година и сакам да го поздравиме Никола Станишик во Hot Stars. Стани моме да заиграш, да те гледам весел јас. Чисте чамче игриво, наше оро убаво. Опа нина нина нај, нина нај нај, нина нај мило моме, нина нај нај. Опа, нина, нина, нај. Нина нај нај, нина нај мило моме, нина нај нај. Добро вечер. Како хубав почеток, може ли да имаме Не на може, не емисијата, може. реално? Здраво, здраво, добро вечер. Како си ви? Јас одлично, вие како сте? Одлично сме и ние, Баш ми е повели. мило, смеам да Може седнам. да си седнеш, да. Е, ти благодарам. Може да почнеме емисијата, после ќе кажеме на вас како и за вториот гостин. Емче, повели? Која си тие? Епа, Никола, ајде, добре ни дојде од лани. Прв пат годинава си се гледаме. Епа, ајде, добре ве најдов. Кај си што те нема? Ми кажа дека цело лето нешто си зафатен, тоест не цело лето, него цела година. Па бев, искрено бев до минатиот месец, секој викенд бев странство. Сега сум тука и се надевам дека малце ќе се задржам тука. Така, што ни Искрено донесе ми зафат. подарок од странство? Па после емисијата ќе го добиеш. Ај, добро, добро, вака добро. јавно, ако кажам, Насмевка, после мислев. сите ќе ми вараат. Мислев насмевка, ќе кажеш позитивна енергија, искуство. Да, тоа секако иде, насмевка, позитивна енергија. Насмевка секако доаѓа, а мислам дека ќе дојде уште поголема насмевка сега откако ќе го поканиме нашиот втор гостин. Значи Никола, ако беше лани победник на големото регионално музичко шоу, годинава е Бојан Илиевски. Повели Бојан, како си ни? Добро вечер, одлично. Добар Ви си? благодарам за поканата. Повели ти Супер како се. ни дојде со Супер, гитарче, па со нормално. се. Соимче, кажи ми се, знаете? Целосно опремен. Еве сега ќе се упознаеме, Бојан, драго ми е. Драго ми е, супер. Со Никола се знаете? Еј, како така нас, пример, рака ни пушти, Никола го избакна. Па добро, сега видете вака. Сестра ми са прв пат ве гледа човек. Ипак има предност. Предност има. Машките имаат предност. Зашто? Не. Сега да ви кажам зашто. Па го Ајде. знам долго време, се знаеме, се дружиме и приватно, сега ме разбирате. А јас реков ќе кажеш Оправдано е. вие дека девојчиња, јас тука малку срам ме фати, па затоа отидов кај него, ама ајде, простено. Како си? Супер, одлично. Одлично да ви кажам и одржувам така да Јас те замолив на ти да ми се обраќаш. Да. Така кога ми вика некој вие не ми е убаво на душата. во ред. Добро, јас тоа ради култура, нели? Така, Нормално. така, слободно. Значи, се обидувам да ја задржам таа состојба на како да кажам, на возбуда, на некоја висока состојба кој што претходно во животот не сум можеби бил во прилика да бидам константно и да истрам во некоја баш состојба на ентузијазам или на
силен интерес. Така, сега јас пред да почнеме со официјалните прашања, што би рекла, сакам само да кажеме накратко каква забуна имаше пред ова наше денешно снимање. Ние снимаме еден ден, Бојан кажува, па не, ние за утре се договоривме. И ми тврди, каже сега дали е така? Па да, беше така, али ете, и пак на крај, како да кажем, еве, резултатот е таков како што е, значи успеавме да најдеме заеднички јазик и Не може не да знае дојдеме. днеска дека треба да има емисија да не Па го знае. добро, па сега се случува, знаете како, сега сум и јас во некоја фаза кај што просто поминувам некои работи кои што претходно не сум ги поминувал. Не ти се случувале Не ми се толку често, случувале така е, и така е, така е. Јас се извинувам. Нема никаков проблем. Јас гледаш Ето. како сум со добро расположение. Јас. Од двајте чекавме да ни дојдеш заедно со гитарчето Јас. да може да се расположиме Апсолутно. уште толку. Минатата година му честитав на Никола, како што кажав и претходно, победа. Сега годинава ќе ти честитам и тебе. Благодарим од срце. Прво место донесовте двајцата на Македонија во Македонија. Така е. Колку сте горди на тоа, затоа што јас верувам дека Македонија е горда на вас. Еве, Бог и ќе го оставам. Па, искрено, јас сум, како да кажам, мислам, кога се случи тој момент, мене не ми се веруваше, како да ви кажам. Значи, ради тоа што ние, ете, ја успеав да... Уште те држи еуфоријата, уште ме гледам, држи те гледам. и успеав, ете, си викам, баш кога седнавме сега пред некој ден приватно да се видиме со Никола, реков, ете, брат, успеав да ја одбраниме, нели, титулата Да задржиме. од претходната година. Апсолутно, горд сум на сето тоа што се случи, од моментот од каде потекнувам, од каде сум и што на некој начин, не на некој начин, на секаков начин просто ја представуваме нели нашата земја во светло во кое што треба да се Така е. како што доликува. Никола, ти се сеќаваш ли уште? Те држи ли уште таа еуфорија од лани или помина? Како да не се сеќам, мене секој настап ми е таков, што ги гледам луѓето како доаѓаат и се горди на мене. И нормално уште ме држи тоа. Моите дома се ден денес горди, така да сум навистина благодарен и јас сум сам на себе многу горд. Знаеш што сакам тебе да те прашам? Што не му кажува никој на тој што ќе победи годината во тоа регионално музичко шоу? Што не му кажува? Што не му кажува? Да, што тебе не ти кажале, а си го доживел, проживел во оваа година? По такмичењето или? Не Што сваќам не баш. ти кажуваат? Пример, не ми кажуваат дека ќе следи напорна работа, не ми кажуваат дека ќе треба да Па, патувам добро, сега- Белград, Скопје сега- цело време. Пример кажу. Тоа никогаш човекот не може да го знае. Или луѓето, мислам, народот, публиката не прифаќаат или не прифаќаат. Јас, фала Богу, веќе една година работа ме прифатија многу добро. Еве гледам и Бог и многу добро го прифатија, така да он сега следнава година ќе искуси тоа што и јас наистина ја поминам. Тоа затоа Ама прашам. е навистина тешко и напорно и треба навистина да се издржи тоа. Може ли Апсолутно. песна една да слушнеме на Може, почеток, да се може, распееме? Ајде, може. од тебе. И отпеавме, Никола Јас ни отпеав, влезе да. со "Стани муме да заиграш". Не знам како му дојде таа Па песна. добре, ете, он македонска, јас може нешто вака, чекај да Ајде. пробаме. Мислам дека ја знаеме. Од покоен Божа Николич. Ајде. Преубава песна. Чекај. Ау, малку раштима на гитарата. Ја штима, фали. Добре. Колку заштимала, заштимала. Да, може вака. У срцу мом била си ти, икона и светац моја љубави. У срцу мом била си ти, икона и светац моја љубави. Прелепа е Боже, лепа е кој икона, сасвима се коцкала, душу им ја узела. Буди поред мене, загрли ме јако, 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 знаш да те воли, а ти са мном тако. Уште еднаш рефрена. Био сам роб Може. Извини. љубави твоје, дао сам ти душу и све што е моје. Зато се каjem, многу сам погрешио, с џаволом се коцкао, душу сам му предао. Прелепа е Боже, лепа е кој икона,
Sa svima se kockala, dušu im je uzela, budi pored mene, zagrli me jako, 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 znaš da te volim, a ti sa mnom tako. Искрено мислев дека ќе отпееш само строфа, рефрени, затоа ти реков чекај уште еден рефрен, ама ти си ја отпеа цела. Секој ти честит. Благодарим од срце. А беше посветена или? Да, само што сакав да прашам за кого е песната. Па добро, види вака, јас морам да бидам малце сега по-генерално да се изразам, Ајде. како да кажем. Па секоја песна, мислам, така барем јас, тоа е моje мислење. Секоја песна која што ја реално ја изведувам, едноставно, како да кажем... Не, сега ти дојде кај нас во студио и отпеа прелепа е Боже. Кој? Емче ли е прелепа? Па можда и она да е, од кај знаете. Емче Ливана, тука две женски има кошти. Мора да се нашалиме, Добро, затоа не ли сакам да така? кажам, Види да. вака, ја викам ќе каже некој комплимент, вие не генерално. Сакав да кажам дека секоја од било која песна, едноставно самата емоција што постои во неа и нешто што било снимено од страна на авторот и отпеано од страна на интерпретаторот, тоа е сигурно некоја негова животна прича. А јас кога го изведувам нештото, значи го изведувам апсолутно на тој начин што ипак ја поврзувам со некоја случка од мојот живот. Ти благодарам на одговорот. И јас сега тука ќе се навратам повторно само на победата кратко. Мене што ми остави најголем впечаток. Не само пеењето, не само кога те прогласија за победник. Падна на колена буквално. Апсолутно. Јас кога го гледав тоа, можам да кажам дека ми се насолзија очите од, не знам, среќа, од возбуда, од позитивно нешто. Јасно. Не знам. Многу е реално, пример, го отслика она што го чувствуваш. Кажи ми, ете пример во тие моменти, што ти се случуваше на тебе? Па ми Кој падна, сакаше да видиш прв, да кажеш, што не, што ми ќе падна, случи? ми падна еден многу голем камен од срцето. Јас сум добра. Ме разбирате, како да ви кажам, тоа е баш, видете, предизвик е тоа и многу, и не е само надпреварување, да се разбереме. Значи, тоа е голем предизвик, значи и ментална игра е тоа. Не е само као, јас ќе си одам на надпреварување сега, ќе си пеам таму, ќе гласат за мене, ќе поминам, јупи, супер. Значи, не е баш така едноставно. Мислам, да, прво е временски период кој што трае, друго е многу труд мораш да вложиш, мораш многу да работиш, за да ме разбираш и пак си во, сега види си се спремал, недела две со менторот сте работеле. Така. Ме разбираш и сега одиш тамо пееш, али пред тоа не знаеш ти дали си поминал, дали ќе поминеш, дали Така. и сега очекување. И ти рачуне колку си се спремал, одиш таму и сега ме разбираш, одиш во бараш. Ме разбираш и сега ти или не знам, добиваш помалку гласови, знаеш, и сето тоа е ментално, сето тоа е ментална игра или пак нешто ќе погрешиш без разлика, Да. пак ќе ти скоментира, значи сето тоа е ипак и ментална игра и тоа сето тоа мора да бидеш истрен за да успееш и до крајот кога дојде крајот, викам човече, што направивме, Господе? Ајде, добро е. Така Господе, е, што направивме, ме разбираш? Ама многу емотивен момент. Како и да Како е, не? можам да кажам, премногу Како не? емотивен Како момент. не? Се сеќавам Лани, тој доаѓа. Леле, тој беше толку полн сам со себе. Ама толку беше среќен, толку беше радосен, толку беше... иако ние, пример, снимавме емисија неколку месеци по победата, ако не се лажам. Ама така, чекај, која беше песната? Што ме сада? Леле, јас со таа песна, колку се имам смеено. TikTok Што ме празно. сада, што ме сада тражиш пред нив толико? Где си била кад сам био Нико? Што се случува кога ќе се победи, пример? Се менувате вие или се менуваат луѓето околу вас? Еве прашање за двајцата. Ти веќе година дена го имаш Ајде ти прв. осетено повеќе малку на твоја кожа, затоа ете може и од тебе да се почне. Па искрено, еве, Бојан може тоа да го потврди, ние се видовме сега скоро, истото му го кажував на него. Ние не се менуваме, мислам, нормално е да се останеме исти, но луѓето околу нас сваќаме колку не се за нас и колку ги губиме луѓето што мислевме дека ни се блиски. Многу добро. Тоа е одговор. факт и
И он го искусил веќе тоа за краток период. И ќе се надоврзам, пример, исто луѓе кои што, пример, не се јавиле, не знам, 10 години, 15, онака, Од нигде никаде. Сега ти се и сега ти се јавуваат, онака, абе, кафе да пиеме, да идеме на одмор. Без разлика дали се машки, женски, значи си викам, и сега нормално, ќе му кажеш, немам време, не можам, имам врски. Така да се слушнете, ако ви кажат така, значи Ма не. Мислам, сега добро. Види, јас малку се шалам, немој да ме сваќаш се сериозно, чисто само да ти кажам. Да, добро сега да не бидеш нормално, знаеш, мислам директен да не бидеш премногу и сега мораш, али добро, јас сум генерално и директен во одредени ситуации, така да и си кажувам, види, ќе му кажам отворено, те немало 10 години пример, ни да се јавиш ништо, сега ти текнува пример. Тоа ти текнува, па така е, ама реално е така. Истина, јас сум го искусил тоа, така да го потврдувам. Се јавуваат после 10 години. Па се јавуваат или ќе се појават пред тебе, ние сме ти ова, ние сме ти тоа. Никола, кажи ми, лани вака, направивме еден многу интересен разговор, во кој што, од кој што излезе еден скап рил или видео. Мене ме кошташе. Го објавивме и на нашите мрежи, и ти го објави на твоето, но за брзо време беше избришено. Точно. Сакам да те прашам, дали, пример, продукцијата влијаеше на тебе или сепак ти сметаше дека може би си избрзал со тоа што си го кажал, па само си го повлече зборот? Јас си го кажав тоа како што требаше, но рилот испадна малце поразличен од тоа, од прашањата, така да Марија, јас немам ништо против Марија, с Марија многу приватно се почитувам и се ја сакам. Гледа како те гледам, не знаеш што си кажал. Не, сега контам веќе. Контам, да. Тогаш Марија се јави на продукцијата и кажа, што му имам јас толку на никога сгрешена, за така да збори за мен. Ама она го нема цело изгредено видео, него само тоа рилот, што е краток, да. А во кој што јас објаснувам каква е Марија како ментора, како Цеца како ментора. Така да не ми требаше тоа искрено, ама ете, голем поздрав до Марија, си ја сакам и си ја обожавам. Кај тебе, Бојан, кажи ми, имаш ти некој нешто да кажеш, пример, за другите членови? Пази што ќе каја само денеска. Не, све е во ред. За предупредување. Све е во ред, знам. Природно сум спремен. Така, добро, ако што? Ма не е лошо. Добро, мислам, види, само на страна. Само момент, многу е гласно. Само нека помине. Авионот сломиче ти крила. Да. Можеш сега да ми кажеш. Па... А иначе многу нормално е, пример, да си кажете мислење сега, да не се навреди, повреди или било како, ама да си каже мислење, јас апсолутно го сметам тоа за окей работа. Чекај, сега збориме генерално за... Ти генерално го избра Ѓорџа да биде твој ментор. Окей. Но еве пример, зошто не некој друг од жирито? Тоа ми е прашањето. Па ради тоа што, види вака, ради тоа што добив претходно, се информирав и дознав дека едноставно е човек кој што не е само, знаеш, не е само да го носи името ментор, него има тука многу други работи кои што, знаеш, работлив е, ме разбираш. Мене ми требаше конкретно човек кој што ќе ми помогне искрено во интерпретација. Ради тоа што веќе сега малце ќе навлезам во нешто стручно, вие мене кога зборувам јас или интерпретираме, слушате луѓето 100%. Јас сам себе не слушам 100% кога зборам. Ја имам контрола врз тоа што го зборувам, нормално, како да кажам, звучна контрола, го перцепирам, али не 100%. Тој ти помогна фактички. И сега, знаеш, многу е поинаку кога некој те слуша и ти дава. И ми дознав така од луѓе дека искрено се бори. Дознав од луѓе. Да, се распрашав си и ми дека се бори, дека е поборлив, дека работи, дека ме разбираш, дека е огромен и пред се и пријател и родител, ете така да се изразам, и педагог и способна личност која што се разбира во музика и во други исто струки, и реков, ете така, просто нешто внатре во тој момент ми кажа и природно ми дојде да го изберам него. Ѓорџе многу често доаѓа тука во Македонија, се уште не ни бил гостин во емисија, не знам зошто е тоа така, треба да го поканиме, така што некој е следно наскоро ќе дојде, па ќе... Да, постојано е тука. Па
може да искомуницирате. Така е, ако сакате, апсолутно. зашто не. Да, верувам дека кога ќе го правиш концертот, ќе зборуваме малку подоцна за тоа. Знам дека имаш најава, ќе ја Така. кажеме. Никола, кажи ми дали се променија тие општествени настани во Македонија од твоето гостување? Тогаш имавме многу сочни теми на разговор, што уште гледаш ме држи сеќавање, ги памтам. Па, ако се сеќаваш, тоа беше негде пред година дена. Да? Така? Да. Од тогаш дори сега некако се променија ефтен малце. Сега настапувам во Македонија. Јас мислам дека се променија затоа што многу почнаа македонски изведувачи да настапуваат и за нови години и за Па, од сега скоро општински почна. настани. Добро. Битно Евентуално има си го напредок. потврди тоа. Апсолутно се согласувам. Битно има напредок. Така. Бојан, јас верувам дека некои од гледачите кои што ќе гледаат емисијата, Добро. пример, не ти го знаат твојот животен пат, твојата животна приказна, нема да навлегувам премногу длабоко во тоа затоа што го имаш образложено на наш многу добар подкаст, буквално целото како што е, кој што сака да слуша, Јас. секако ќе го види таму. Имаш изгубено двајца родители. Има многу луѓе. Да, видете вака, има една ситуација се ика соочување со моментот, значи со загубата. Значи чим побрзо си способен да застанеш во лице и да го прифатиш моментот каков што е, дека просто ги нема, идем, значи јас и одма значи ти се отвара патот, нема, значи нема потреба од види, тебе фала му на Бога, ти си здрав и жив, Господ ти дал живот, тука си и дали покасно или порано, ти секако си требало да бидеш самостална личност. Така да јас тоа го сватив тогаш кога требаше да го сватам и продолжив само напред. И тоа е тоа. Така, затоа што има многу луѓе кои што верувам дека ќе го гледаат, ќе ја гледаат оваа Така. емисија, има многу луѓе кои што имаат изгубено блиски личности, е малку тежок премен, точно тоа и затоа сакам да ја кажеш и ти совет како се избори. Па види, тешко е, нормално дека е Да тешко. најдеш Не е лесно затоа што јас искрено види, јас поготово мајка ми ќе ја споменам, ми беше и мајка и татко. Значи и вујко ми нормално, али како да кажам, единствена поддршка што се вика мајчинска поддршка имав од неа и сега одеднаш ја немам и како да ти кажам, просто беше тешко. Јас една година и не настапував со музика, не свирев, се тргнав од музиката, од настапите конкретно, од музиката не се тргнав, си продолжив да си студирам, си одев на факултет, си учев, си бев редовен во однос на тие работи, на испити. И после една година мој пријател словенец, пошто у Словенија живеев, таму студирав и баш го споменав во една прилика, он ми помогна. Он ми беше цимер. Така. И да, он ми помогна, ми рече, види брате, вика сега да не на словеначки да не зборувам, не е важно. Нема да те разберем. Да, вика ти мораш вика да се исправиш и да идеш напред во животот, ради тоа што вика ќе дојдат и тие 5 минути кај што ако не било покасно во животот, кога они би ги загубил родителите, знаеш, секако мора да дојдат тие 5 минути, да. Во животот така да и поубаво вика што ете си помлад, ради тоа што многу работи сам ќе ги научиш кроз живот. Многу е важно и во тешки и во убави моменти да имаш прав човек до тебе. Јас тоа можам да го гарантирам дека прав човек може да те извади од многу лоши ситуации и да биде со тебе, да се радува на убави ситуации. Никола, кажи ми кај тебе, пример, твоите блиски пријатели, ти се радуваат ли на успех? Колку луѓе, пример, имаш изгубено, ете, пример, што не знаеле можда да се радуваат на успех, на среќа, на тоа што ти, пример, си бил исполнет во некој период? Види, после победата нормално дека сите ќе те тапкаат по рамо и сите тука се радуваат за тебе и со тебе, но по одреден период кога ти веќе ете Бојан сега тоа го поминува, пример после победата секој ден по емисии и тоа е нели тука ти си сега се трпажни и сите те гледаат. Но кога ќе помине тој дел од таа приказна со медиуми и тоа, кога ти само ќе настапуваш, тука си сваќаш кои ти се пријатели, кои не ти се пријатели. Јас навистина многу пријатели изгубив, но за тие што си ја дава својата глава, што се вика за нив, тука се уште, така да ги поздравам во момент. Ги поздравуваме сите. Ајде да се расположиме малку. Може ли уште една песна Уште една? да отпееме? Ајде.
Која да пееме? Гледаш како преска ти текна од прва, сега праша која да пееме, после пак кажи ми дека нема логика моето прашање. Види, јас иначе да, знам да свирам гитара, и во моментот добро се држам за неа да се разбереме. Затоа што не сум свирал долго. Да ти кажам право, одлично звучиш за човек, особено што не се разбира како тоа треба. Мене ми е Јас се прв перфектно. пат сакам дека го свирам. Да, свирам Да, и- гитара, клавир, све. Имам и кларинет свирам, имам дома, кларинет не сум долго време свирал. Само да ти кажам, му кажувам, викам, Бојан ке дојде со гитара, ке пееме. Гитара, знае ли да свири, ми вика на гитара. Ајде говорете се вие Ајде, двајца може? да Не отпеете знам, нешто. Може? Почни ти, јас... Ајде. Која? Јовано. Ето, за Јовано, поздрав за Јовано. Јованке, крај Вардарот седиш, мори, белоплатно белиш, белоплатно белиш, душо, срце моје Јовано. Та-на-на-на-на-на. Крај Вардарот седиш, мори, белоплатно белиш, белоплатно белиш, душо, срце моје Јовано. Ивано. Браво! Ама кога бев мала, многу се лутев некој ако ми рече Ивано, леле, или Иво. Викам, па Добро, тоа сега е нема да машко се лутиш. име. Не, сега убаво ми дојде. Добро, барем некој посвети песна едната на Имче, едната на мене. Така, А има и за Ивана, романтичен има и или за сте? Емче. Им, да. Како? Што да? Романтичен или сте? Да. Да, јас сум исто. Си? Сум. Што е најромантичното нешто што го имаш направено за девојка? Можем да кажем. Можеш да интересна кажеш, затоа случка. те прашувам. Една интересна случка. Како се вика, сега не знам дали она мислам дали ќе го види ова или не. Потруди се. Потруди се, потрудиме. Ќе го види сигурно. Тоест, не, боле да се изразам, дали ќе биде драго што ќе го слушате и ќе го види тоа. Ме разбира, пошто не сме се баш долго виделе. Нема да ја кажеме која е Нема врска, девојката. како и да е. Да, имав една ситуација кај што ми беше на настап. Тоа девојче. И имаше некој као фустан, како се вика, со цвет, со ружа, онака и али тако би беше фустанот и просто тако дизајниран, ме разбираш, и она го изгубила од фустан, Цветот? да, цветот и паднал некаде и го изгубила. И јас сега после свирка, знаеш, со луѓе едно друго и сега касно навечер ми пишувала пораки. Знаеш, за да го најдам тамо. И јас не сум ја видел, си дојдов дома, си легнав во 3 сата. Ја ја отворам пораката, вика ми падна. Другиот ден, а? Вика цветот, вика ружата ми падна во ресторан, вика вака и вака. Викам добро, ај ќе видам, викам утре како се вика, преку ден ако ќе исконтактирам со луѓето што работат у ресторанот, ако ја има, ако не, викам Тоа е тоа. тоа е тоа. И сега гледај, јас са бајлето прашав таму у ресторанот, се јавив. Вика, нема никаква ружа тука, ме разбираш. Значи нема, ние цела кабана е смртила, нема ружа. Ме разбираш, и јас лепо отидов у цвеќара, ружа, фино Браво. лепо. И отидов нормално вечерта кај неа. Една ја ружа или земав повеќе у ружи? ауто. Не, една ружа, али така беше символична беше. Добро. Не, гледав, Ружиште беше. не, гледав да е онака символично, како да кажам, да не биде, ме разбираш, 100 ружи или 200, реков Так. да е баш и некоја иста барав како што беше на фустанот, пошто она ми ја представи, ваква беше, таква беше, реков окей. И вечерта која дојде, викам, ете, може, викам, не ја најдов, викам, јас ружата, али викам, затоа имаш природно, викам, ете, може да си ја ставиш во вазна и така. Тоа. Браво. А има и Значи, многу, романтична душа си ти. Да, и многу други моменти. Никола, ти романтичен ли си? Сум, ама извини, не смеам да ти одговорам на ова прашање, затоа што тоа било претходно, а сега имам девојка, а не ми се десило ништо романтично, така. Ништо Ке си романтично? останам. Па ништо. Еве сега нека ти биде поттик за девојката Да. да направиш нешто романтично. Не знам уште дали нешто сака убаво. ружи, ама еве ќе Не ми мора даде некој ружи. совет. Види, ружите се... Може, нема проблем, тука сме, што го треба. Сега сакам да ви кажам дека ние заедно со нас
Не знам што се Треба да си насмеа, тука помагаме, нешто треба да си помагаме. Така е, така е, така е. Сакате тетоважи двајцата, гледам дека имате полно тетоважи на вас. Па да, Имам еве иста и една. пехарот. Бра, кога успеа човече да го истото? Не е уште готово. Да се доработува. Па не, се ова е као скица, нели, као има и текст. И тоа е од Можем да го истото? преведам, ако Ајде. Па ова на англиски е, сега не одлучив ипак на, нели, на македонски, викам, знаеш, пошто сакав сите да го разберат. И сега вика вака, единственото нешто во животот што не може да ми погреши или да ме разочара е мојата љубов према музиката. Значи, Од браво. тука искрено мислам дека само Емче ќе го разбере. Тоа ми дојде инспирација као сознание, а баш имаше простор и ми рече тој што ме тетовира, рече вика Боки вика да ти кажам брат, имаш простор, вика сега знам дека вика сакаш да се шкрташ, али вика за да ја вржеш цела рака, вика знаеш имаш ипак простор, вика да не само напишеш пехарот. нешто, И мене да. ми дојде автоматски, бев у Грција малце одмор и ми дојде сознание, Не, сикам да ова така. значи дека на вистина ти е многу значајно и мене многу ме радува тоа што ете пример ти си решил да си го Апсолутно. обележиш и ставиш на твоето И тело за пехарот цел живот. нормално Звезде Гранда, чемпион и датумот доле кога се случила Ама во гледаш, гледат. не ја донесе сега, не ја донесе наградата, затоа ни ја покажа на Исто рака. како е да донел вака ќе се ја држи рака. Тука ми укола иначе. Сега сакам вака да кажам дека ние имаме нови поддржувачи на оваа наша емисија, тоа се Гифто МК. Гифто е каталог за подароци за несекојдневни доживувања и нивниот слоган е: подари приказна, подари емоција, не подарувај предмети. Гифто има спремено предизвик за вас, не е само дека ги кажувам дека се наши поддржувачи, туку Добро. имаат спремено предизвик за вас. Момент, сега ќе откриеме што тоа значи. Тука имаме 20 картички со нивни доживувања. Од 220 сме избрале само 20. Добро. Е сега, Гифто припреми еден ваучер за некој од вас. Чекај да видиме што е. Стани мајстор за коктели во Скопје. Shake and Sip работилница се вика. Имаш искуство, Добро, да. ама не знам дали имаш со коктели. Имам. Се што треба да направите е да ја погодите таа картичка. Од овие 20, јас сега ќе ви дадам да се извлечете. Да ви кажам право, во претходната емисија погодија. Оваа треба да ја... Ако можете, ако не ги кажете дали ви се Ајде допаѓаат први искуства. ти. Ајде, Ајде. повели. Ево ова. Еле, сега сам чекај ајде сега, да видиме. ова е изазов. Не а јас кажувај, не кажувај, не кажувај. Сакам изазови. Ајде. Ајде да видиме, Никола, што имаш? Едрење или за джетски авантура на Охридското езеро. Оу, јако. Колку е убаво тоа. Ова е Имаш топ. некогаш отидено на едрење? На едрење не, ама имам возено само джетски. Да, и јас никогаш не сум била на едрење, ама Некако многу страф ми е добра мене авантура. тоа. Ова го немам видено предобро. Со кој би отишол? Ете, девојката ќе си Па, однесеш нормално. таму. Да, ете, нешто романтично. Гифто.мк, подарок, доживување. Кај тебе, Бојан? Ја ова не го разбирам, уствари. Fine and dine. Добро. Доживување. Не е тоа што ни треба. Не е тоа. Добро, вечера, беше да, по-англискиот. уствари. Да. Англиската тоа важи, Па имаш добро, Зачарува не, Боки. пошто пуна, зборам, пример, не, зборам, со различни зборам- вкусови. зборам повеќе јазици на момент. Не ти текна Не, и момент. за тоа, не, и во говор некој пат знам да ми излета некој збор на или словеначки или српски. Како и да е, не е тоа. Добро, Вака. да. Сега ќе ви кажам дека Океј. ваучерот, за жал, не оди кај никој од вас. Добро, да сме живи и Нема здрави. учење на коктели. Мене баш ми е жал што не го дадовме, ќе го оставиме за некој друг, за некоја друга емисија. Како и да е, ќе препорачаме еве на сите гледачи што моментално гледаат дека има многу интересни авантури, многу интересни доживувања, многу интересни работи кои што може да ги подарите за едноставно пример луѓето, како што кажав и претходно, да не добијат некаков предмет кој што само ќе го стават да стои, тука ќе добијат доживување, чувство и емоција. А сега сакам да ги погледнеме жешките авантури кои што ги снимаме во Аквапарк Пробишти, а веднаш потоа доаѓа Хот Мама или нашата Емче со незините прашања и незините игри. Здраво, Македонио, добро дојдовте пак во мојот сегмент
Hot Mama. Вечерва во мојот сегмент имаме двајца неверојатни гости, како види. Ја освоја сената на Звезде Гранда, ги освоја срцата на илјадници луѓе и ја направија Македонија горда. Благодариме. Како За убавата чувствуваш најава. денес со Иванче и Емче тука во Хотел Миро. Хотел Миро? Одлично, прекрасно се Да? чувствувам. Прекрасно. Покрај тебе, Емче, не може да се чувствувам. Да, ми го лошо, зема знаеш. зборот, ми го зема зборот. Покрај мене Да. може, ама покрај тебе не. Емче, иначе, е многу голема позитива, така да, секоја чест. Да. Ќе видиме колку позитива е сега по Аха. прашањата што ги има Па тоа, спремена. очекувам јас се Да се мислам спремиме, што е Јас тоа. мислам прво да играме игра. Да. Мислиш И јас дека мислам треба? исто. Да, мислам исто. Поштедине. Ни тргна со игри, па јас би сакала да продолжиме. Тука ќе кажам само дека, како што често знам да кажам, гигантот пристигна не само во Македонија, а туку и во нашата емисија. Како ми кажа, дека ти многу често? Да, па ова Тука е Спар, не знам како е во Шпар, Словенија. тоа е словеначка Шпар фирма. или Спар? Шпар. Добро. Кај нас е Спар. Спар е кај нас, Јас добро. знам како Да, Шпар. Шпар е словеначка фирма која што има нели продавници за продукти, нели. Таму ги има генерално на повеќе места и локации има Маркети. маркети. Имаат одлични продукти. И ти си пазарувал. Гледаш И јас си ли? пазарував таму Гледате секој ли, ден. драги мои, секој ова не ден, е, да. ова не е пример да некој му каже ова да го каже, он сам си го кажа, сам направи. Тој го видов. една Сам направи добра реклама. Го видов, Нели? Браво. го видов логото и просто викам ова присет. чекај кај го видов Каде бе? и се ми текна. Е, сега имате Спар предизвик. Всушност, во овие две кутии има производи внатре кои што имаат некаква вредност. Не е тоа вистинска денарска вредност, туку има некаква вредност. Вие двајцата треба да одберете, еве, Емче може да сугерира која да биде на Никола, која на Бојан. Или тие Ајде. сами да се одберат. Не, сами. Ајде. Сами. Кој ќе Ајде. одбира прв? Чекај. Ето е ова десна страна, нека биде моја што. Вака. Емче. Смеам се. Ајде, повелете. Ај ова десна страна. Се од ова, друго. Ова Ајде, десна. Добро. Ајде, ти Бојан земи Добро. си ова. Окей. Прво ги вадиме производите да видиме што има внатре, а после гледаме колкава вредност има. Добро, може. Ајде. И супер. Ајде. Прв. Топ, Никола, што Е, имаш? од чоколада. Имаме шпар чоколада. Шпар или спар? Шпар чоколада. Чоколада. Треба да кажем цена. Продужи. Не, нема цена. Па јас кај мене имам како се зове Чекај сега, песто. најизменично е ова, многу брзо. Што е тоа? Песто. 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 Па тоа е сос. Да, тоа е убаво, фино е. Убаво. Јас да ја малте на него нешто обожавам, али Ти се погоди. али да. Тоа е Добро. тоа. Никола, што други имаш? Јас имам тука нешто салса дип салса. чиз. Одлично. Тоа со чипс. Вади ти да видиме тука надвор да се вади. надвор. Не ги враќај. Тука на масата. Добро. Нема Океј, добро. Во ред. Чекај, второ не го чоколада. кажавме? Двајцата имате чоколада. Пар чоколаде, милк чоклет, значи прекрасно е. Млечна Се не сум ја пробал, али Ќе да. видиме. Али ќе Али пробам. ќе Другото? пробам, number one. Така Ти Никола се извади? Не имам уште, И не знам што е ова. Јала пенос. Тоа е паприка, лута паприка. Лута паприка. Да. Да, лута паприка. Пиперка. Ајде да видиме Бојан што имаш трето. и Бојан? И тебе со Фахита микс. Фаета микс. Сестро, ова е нешто Ова твое. е за- Од кој крајава? Зошто? За мене. Тако пише, не знам. Така пишува. Ајде сега да видиме производите. Да. Да, не знам што е тоа, не можам да го видам. Некаков микс на зачини. Микс на зачини, можеби, така е. сега, внатре во кутиите имате вредности. Ајде да видиме кој е победник тука. Дали има победник? Да видиме дали им оди собирање. Математика. Јој. Ти ги изгуби картичките, да не изгуби една Не, картичка. не, тука А ми се, треба- тука ми се. Три има. Да погодиме кој што. Три. Не, сите само треба да сите ги има три. соберете. А треба да ги собереме. И да ги кажете на глас. Чекај, да видиме како. Што требаме сега? Собери ги. Аха. Кажи ги бројките. Ќе видиме како само знае. Абе, колку време собирате тие бројки? 225.
Ајде Никола. 80, Ајде, Никола. 225. Ајде, Никола. 230, 265. Дај да проверам. Ја мислам ти нешто излага тука. 40 и 130, 170 и 80, 170, 255 имаш ти. 235. Ти 235? 235. Изгуби. Зашто? Па помала кутија, помала вредност. Не си ја избрал точната. Ама Емче ви ја намеси. Ти реков Емче Вака, дека прави он си ударник. кажа десната и Емче вака направи ќари. Фала. Заслужено, Ај, заслужено. ајде, за Поштовам, заслужено. Дај му по еден подарок. Супер. Повелете. Да си земеме нешто? Не, А се. цело? Цело е за тебе. Вау. Исто така. О, хвала Благодариме. лепо, благодариме, супер, Ето, тоа е одлично. едно мало Благодариме. подароче од нас. Да, Кога се сме е уредно. веќе кај подароците, јас сакам да ви дадам и по еден ваучер од нашите Аристократ кафе. Ајде, Емча. Повелете. Во Аристократ Благодариме. кафе може да си отидете на пауза Благодариме. од работа, на пауза од училиште, на летен одмор, Училиште. на А буквално... после Завршили училиште ќе сме, се да. одиме. Не завршуваме, не завршуваме. Чекај, Емче уште не е ни почната. Ова е само Не. ваучерите да ги дадеме Јас. и да ги поздравам Солис ресторан. Во Солис ресторан имате 50% попуст кога и да седнете, што и да јадете, што и да пиете. Двајцата имате по Благодариме. еден ваучер. Благодариме. А сега Емче ќе Супер, може да благодариме. почне со незината Биди рубрика блага, те Код молиме. мама. Ајде, имам мала игра. Ајде. Се вика доврши ја реченицата. Добро, доврши реченица. И јас ќе ја започнам и реченицата е вие, Добро. треба да ја Довршим. Доврши, Ајде. добро. Кој прв или нема врска? Нема врска, двајцата. Нема врска? Нема вез. Нема врска. Добро. Ајде, сокови со боја. Па не нема врска, двајцата. Може со боја. Поблиску сте па, може со боја. Ајде, почни со мене, нема Може вез. со Бојан, ајде. Ајде, Ова беше добро. да. Ајде. Битно дека се разбира, да. Ајде, Емче. Ајде, Бојан, не Ајде. можам да живеам без... Без... Леле ме пади сме. Не можам да живеам без музика. Знаев дека тоа ќе го кажав, мислев ќе бидеш покреативен, реално. Мојата најголема... Толку продолжува. Покреативно тоа за мене нема. Добро. Мојата најголема слабост е... Што каснам. Не да касни. Леле. Кој рече дека 2 часа. Добро. Ајде, Емче. Ајде, личноста што веруваше во мене, кога никој друг не веруваше беше... Па јас Самиот себе, Јас? многу добар одговор. Вау. морам да почнам прво од себе. Извини. Извини, нема извини. Нема извини. Да. Нема извини. Еден скриен талент што луѓето не го знаат за мене е... Фудбал, знам да бранам исто. Бранев за Вардар. Ти знаеш фудбал, конобар, фитнес Да, тренер, имам медала, музичар. имам, Што не имам знаеш? медалја Што не знаеш? Што за, не знаеш? за пливање. Бојан? Ај се. Па, знаеш што не знам? Што? И не можам уште да знам целосно. Добро, сега тоа нешто во однос на звездите. Ау со звезди? Да, планети, звезди и тие работи. Натални карти да не ќе правиш? Не. Не, тоа Добро, чисто исто да многу прашам. Да, не можам целосно да нормално, тоа е истражувачка, како да кажам, Дејност. да, дејност и струка, така да, ето, тоа е нешто што можам, астрологија, астрономија, тоа е нешто што се уште не може целосно да се онака, Не ти треба нема. Не Како ти не ми треба, мене ми треба. Мене ми интересира. Љубопитен сум. Да. Премногу пари трошам на... Добро прашање. Добро прашање. Излазак. Мислам на српски почнав. Излегување. Да, на излегување, на инвестиција. Сега последниот период сум највеќе така на инвестиција, Па што во себе инвестираш? инвестирам, па во своја едноставно музичка кариера, генерално
музичка опрема, така да тоа е тоа. Сега за сега можам да кажам дека е тоа. А претходно нормално и сега нормално сакам и да си шетам, да излезам, да исто ми е тоа исто, како да кажам, исто Сите на сакаме, па нема човек кој што не сака да шета, тоа е реално. да, али сега ми е тоа моментално сакам да кажам на второ место, бидејќи сега на прво место ми е нели музичката кариера и така, тоа е тоа. Добро. Добро. Најнеочекуваната порака што ја доби по победата во Звезде Гранда беше? Од Под некоја особа што не ја познам, зашто не ми се јавуваш на телефон? Зашто те нема? Ало, зашто не ми се јавуваш на телефон? Зашто те нема? Зашто не ми се? Па знам која не е, сега не сакам да кажам у јавност, али не ја познам. Мислам особата која е и ете тоа ми беше добро, така. не може и се сонило дека се знаете. Па могуче и тоа, или пак во некоја епизода во минатото од животот. Да. Зошто не Сме се сретнале некој. Зошто не се јави? Да. Мислам, многу некултурно Бојан. Јас вака мислам културен дечко си. Не, ставот нејзин беше како да се знаеме 100 години. Малце тоа ми беше чудно. Малце тоа ми беше чудно. Заборавил, да. Малце тоа ми беше чудно, така. Тоа е тоа. Okay. Трофеот е во моите расе, но вистинската победа за мене е... Браво. Ова ми се свиѓа. Вистинската победа за мене е што успеав да тоа што јас сум способен и тоа што го можам како човек пред се е што успеав да ипак некако го покажам кај луѓето, го представам. Тоа со таа и цел тргнав. Мислам тргнав да тоа што јас сум способен го можам како интерпретатор, како перформер и едноставно ипак ми дадоа до знаење луѓето дека ипак дошло до нив. Тоа е и преголемо искуство, едно огромно искуство за мене и тоа е тоа. Ајде, Никола. Ајде, Никола. Јас сум ред тоа. Ти го уплаши, оно неочекувано. Извинете, професорке. Ако не знам нешто, немојте да Сериозно сум сега. Готово. Ама вие исто сте облечени, сакам да кажам, мечинг сте. Се договаравме? Да, добро. Личноста што го познава вистинскиот Никола е? Мојата мајка, дефинитивно. Она ме знае како дишам. Поздрав, мајка. Поздрав, мајче. Една работа од која никогаш не се откажав беше? Ете, тоа е, знам да ја работам и таа е работа, музиката. Споменот што за секогаш ке го носам со себе е? Гранд колата е, Ама за секогаш ќе го носам со себе, века. Може кога ќе ја продадеш, ќе купиш нешто што. Оваа алка си има многу одамна, подарена ми од мој многу близок човек и така да секогаш ќе се носи. Додека трае. Додека трае. Пред секој настап, секогаш? Кажува молитва. Секогаш е патово. Да, јас возам. Јас возам авионот, него возам. Јас ама патово. Леле, господе. Ајде. Треба да пробаш, треба да пробаш. Немам рутина. Треба да пробаш. Чук ти на вратата, може и на круг, околу Скопје па. На кругче така само. Совршената жена за Никола е некоја што? Ајде. Пази што ќе одговориш. Двајцата одговорете за ова. Бок ја и први поромантичен си. Прво ти. Ајде ти. Па не знам, да биде културна, да биде добра, карактерно и за мене битно навистина да биде убава. Мислам дека заслужува. Добар одговор. Епа, реална. А Бојан ти? Па да има просто разбирање во однос на мојон се ќе се согласи. За работа ваша За да, работиме. во однос на работата наша што ја работиме, дека едноставно имаш константно интеракција со гости и со женски и со, ме разбираш. И просто мораш и да се насмееш и да се гушнеш и да се ме разбираш и дека И да се некој што се. Јас тоа не го разбирам. ти да побиеш пијачка, мислам сега
И тоа мора да се разбера, мора да се истолерира. Ако Добро. не се истолерира, ништо. Неќе се жените. Нема се ожен. Се шалам. Има уште емче? Аре Ивана, совршена маж за Ивана. Совршен некоја? маж. Што? Е некој совршен маж за мене? Да. Е некој што Да чуеме. е некој што е доволно амбициозен, знае каде оди, знае каде му е патот, знае да почитува, знае да цени, знае да поддржува, знае да турне напред таму каде што, ете пример, другата страна кочи. Ето тоа е нешто за мене совршено. Браво, одличен одговор. Добро, паметно. Интелигентно, паметно. Ова ми беше многу неочекувано, не бев спремна за прашање, иначе ке спремев одговорот дома. Ова е, да. Мојата најголема лоша навика е Па претежно навистина каснам, денеска за чудо дојдов порано. Да. За прв пат после толку време, иначе секогаш каснам. За прв пат. Тоа ми е лоша навика, да. Не дека сакам, Ама така се случува. Ајде, првото нешто што луѓето го забележуваат кај мене е Никола си се здебелил, Никола си ослабил. Никола си се здебелил, Никола си ослабил. Тоа ништо друго. Прво нешто кога ќе ме видат или сум се здебелил или сум ослабил. кога луѓето ќе го слушнат името Никола Станишик, сакам да се сетат на Па на мене како човек пред се, а потоа како артист, како пеач. Неволја, неволја, Реално. име. Запе. Не ја знам кој е тоа. Како не ја знаеш? А си ја заборив песна. Емче, што ще праша? Ле. Ти благодарам многу за Ти благодариме, твоите искрени одговори. Се надевам дека се забавувавте. И Се сега забавувавме голем искрено. Ивана Сега? може да Ќе продолжам Продолжи. јас. Сакам само да кажам дека овој дечко тука што седи до мене спрема за многу брзо време, се уште не се открива кога ќе биде тоа, спрема голем концерт и јас мислам дека сите ќе треба да го поддржиме. Верувам дека и овој наш друг гостин ќе биде заедно со него, но ќе видиме, тоа се само шпекулации што ги кажуваат така од луѓе што имам слушнато. Јас ви посакувам навистина тука да не застанувате, како што ти посакав тебе Лани, ви посакувам стварно да одите Благодариме. само нагорна линија на патот на успехот да чекорите, така, знаеш што, некогаш не ми доаѓа она се природно да кажам што мислам, ама ви посакувам само убавини во животот, да си бидете еве вака убави, да ни доаѓате следен пат, ве молам, само без 2 часа каснење. Сведоци сте ми, еве сега вие, затоа што јас го кажав. Добро, се Бојан, извинувам. Бојан. Сакам да го оправдаш каснењето со една прекрасна песна и така да завршиме денешната емисија. Може, Само со задоволство. И се пред- извинувам уште еднаш што Нема никаков проблем. Мора така малку сега да те Јас патам во повеќе тесно за морам. следно фала. се За не гитарата доцнеш. тука. Македонија, само пред да ја слушнеме песната, да ве потсетам да ги поддржите нашите поддржувачи. Спар, да ги поддржите Аристократ кафе, да ги поздравам тука Аџико Хум центар со најдобрите летни реквизити на Бество, имате гуми, душеци и буквално се што можете и не можете да замислите од летни реквизити, да ги поздравиме Микас кои што се грижат за нашиот изглед, да ги поздравим исто така Гифто МК кои што се наши нови поддржувачи на овој наш проект и да не заборавите доколку имате роден ден или било каква прослава, само свратете на нивната веб страна и одберете какво доживување сакате да подарите некому, да ги поздравам тука и ресторан Солис кои што го имаат најпрекрасниот сладолед Белмондо и сега одиме со Бојан да слушнеме со Која каква песна? песна ќе завршиме. Знao sam da si udada. Može? Ali sam mario za to. I mene kada pitaju, ja kažem može, ali ništa ozbiljno. Sjedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja. Gasimo sa alkoholom vatru godina. Meni ove noći bila ti sa njim i ja sa njom. Samo da se nismo sreli prekasno, prekasno. Браво. Не замерувате за грешки. Кога ќе дојде вториот гостин, ќе му кажеш седи тука, јас ќе одам таму. Добро. Еве го. Еве го вториот гостин.
Запомни што треба да му кажеш. Само тука сакам да направиме 1 минута пауза. Не. Ајде. За ова Македонија Ајде. За ова Македонија добро дојдовте пак во мојот сегмент Hot Mama. Емче. Ајде. Oh my god. Леле господе. Ајде. Ова кат. 5 минути, 10. Сакаш да се Кат. Кат сама. Кат.